Здраво, пак и јас. Одиме со прилогот денеска за мода. Леле, драги гледачи, ќе ми пукне душата. Станува збор за Ања Ветерова, како што гледате. Девојчето победи на детска Евровизија. Кога порасна? Порасна очигледно. Немам јас, повторно ќе кажам, јас сум пораснат во едно време и денешното време, впрочем, такво кога жените доживуваат едно ослободување на било кое поле. Кога голотијата не треба да се третира во негативна смисла или како и да. И јас немам потреба со голотија и сакам кога е тоа направено како што треба. Меѓутоа, зошто она има потреба прво од ова? Има добар задник. Не станува збор дека она изгледа лош. Меѓутоа, ова е од незиниот Инстаграм профил. Го имаме ова, па го имаме повторно, а еднаш ни го покаже. А еве втор пат ни го покажува со жолто, жолтото ин, жолтото е тренд била на плажа, ама све се слика од позади. Па имаме пак, сега е на брод, ужут купачи. Да, жолтото е трендинг, се и сунчава се, ама зошто се слика све со задникот од позади? Океј, ќе покажеш на една слика дека имаш добар задник, ама на 3 слики, на 5 слики, малку е дегутантно. Што мисли Мерлин Монро за ова голотијава? Јас мислам дека таквите квази старлети со лепеза треба да се удараат од позади. А овдека што? Значи, као концепт можеби не е тоа воопшто лошо, ми се допаѓа тоа малку Јорган варијанта сукња и не е трендовски, меѓутоа е копија. Ријана имаше ваков изглед и не е тоа толку страшно што е копија, така да црвеното доле некако и ќе пројде, меѓутоа што е со блузичево горе? Што е со блузичето, драги гледачи, ќе ми пукне душата? Што е со блузичево, со тие камчиња редени у сите бои? Што е со локничкиве од 97-ма? Што е со мејкапот и зашто, ова е веројатно за некаков си ивент или настан, она застанала како да и повторно, како да и мириса, како да и смрди нешто под уста. Така да за ова ќе се јавиме на Анџелина моментално. What an awkward situation. Па да. А на Мерлин Монро да се јавиме за блузичево, што мисли? Одиме со, така да внимавате што правите, тоа ми е целта. Такви глупости со такви локти на глава, таков мејкап и таа поза, више како да ви мириса нешто под уста, ја пучите устата, дајте малку. Леле, драги гледачи. Она вика дека е мејкап артист и професорка по германски. За мејкапот, за каква професорка по германски, тоа не можам да знам, али гледам дека многу повеќе сака да и милува да пее. Да, она дефинитивно сака да биде естрадна звезда. За сите вие што сакате и изгледате како, изимате пример од светските музички звезди, за почеток, наместо да се сликате како нив, фатете микрофонот у кафана, така се почиња кариера, па после ќе еволуирате и ќе дојдете до тој степен каде што сакате да бидете. Ја повторувам, белата коса е ин, бланшираната коса е ин, 80-тите и 90-тите години се ин, меѓутоа не на ваков начин. Косата е најкатастрофална од све. На сите фотографии можам да приметам и шминка, и стайлинг, и коса, како да е виткана на петарди, па ги запалила петардите за Нова година, па да експлодирала, па и останале само шишки, а нив ги прошла со пегла, па кај да е, ќе ги испржи. Што ќе каже Анџелина на ова? Веројатно е ужасната. Why no? Нормално дека не.
најдобро да си ќутам и да вртам рендом каде се погоди од режија нека свртат, пошто самата фотографија е милион зборови. How quaint. Да. И Гавранов кажа најголеми зборови. Ајде скомбинирала црвен кармин со тоа фустанче неглиже, некој прерамки или тоа што е ташна од црн Брус Халтер и повторно преагресивен мејкап, лоша коса. Јас и најискрено и предлагам да ја почиша косата скрос на кратко, нека оди на 80 фазонот, како што беше шишана Ени Ленокс, веројатно. Мислам дека многу подобро ќе изгледа. Леле. Косата дефинитивно треба да се промени. Ако сте мејкап артист, оваа шминка е тотално аут, преагресивна е, поготово за ваков изглед. Дали она е во свечен фустан, со бела бланширана коса, со црни очи, со розев кармин и слика на дали у шума, дали на водно се оди вака. Веројатно секој си оди како што ќе си посака, ама затоа ќе добие не. Сега, заради тоа што зборувавме за мејкап во овој случај, да видиме што е ин и што е трендовски на полето мејкап и како луѓето ова лето или следната сезона што се форсира во светот. И како што кажува, мејкапот, шминката е корективна алатка. Вака треба да изгледа мејкап. Не она што го видовме претходно. Вака треба да, кога имате мејкап, треба да го извади најубавото од вас, а не да го извади најлошото и да ве преправи во една нефункционална карикатура. Ова е мејкап. Ова е природен, скроз природен изглед кој е многу во тренд и многу е почитуван од сите. Вака се изгледа. Поготово ако се сликате у шума. А за тие што сакаат да бидат похрабри и што сакаат да имаат еден помодерен, да кажеме, фотографски или повпечатлив изглед, еве тука имате 6 предлога како ама на ниеден од нив нема да приметите дека има агресија во тој мејкап, како што нашите модни блогерки, манекенки, квази старлети, како и да е да ги крстиме, го форсираат тој еден мејкап. И јас тука не гледам дека на оваа девојка е седната вака, со рачето овде, со напучена уста, намрштена, со црни очи, залепени трепки и изгледа како да смрди нешто под уста. Не, гледам грациозност, гледам гламурозност, гледам женственост, гледам софистицираност, гледам префинетост, како и во ликот, така и во мејкапот. Така да потрудете се, ако сакате веќе да експериментирате, еве ви неколку